Превенцијата како клучен фактор во зачувување на општото здравје на целата популација. Тридневниот конгрес на педијатрите ги собра сите на едно место. Токму во Струмица во организација на Македонското здружение на педијатри, кои велат дека размената на искуствата, но и знаењата помеѓу стручниот кадар во Македонија и Европа во областа на педијатријата е токму за подобрување на секојдневните практики, начин на третирање, но и протоколи. Презентирањето на овие интересни теми, особено темата на која што имаме акцент, тоа е превенцијата во педијатријата, односно кај децата и делот околу имунизацијата, делот околу што значи доколку се, односно не се имунизираат. Видовме дека и во регионот постои таков еден, да кажеме, епидемиски дел околу морбилите, кој што навистина е невкусно како завршува, дури во одредени моменти ги знаеме со кои компликации, да не дојде до тоа, сепак улогата на педијатарот е клучна. И одиме во тој правец, да не само тоа, ќе говориме и за хематонколошки проблеми, значи и за жал, оние лоши болести кај децата кои што исто се јавуваат дури во многу рана возраст. На 7-миот поред конгрес на педијатри во Струмица и председателот на Светската асоциација на педијатри доктор Енвер Хасаноглу, кој вели дека е горд што може да ги слушне искуствата и размислувањата на лекарите кои имаат една единствена цел – здравјето на децата. First of all, I want to thank her and the organization committee to invite us to this marvelous city. Најпрво би сакал да се заблагодарам на вашиот председател на Здружение на педијатри Софијанова, која всушност ме покани на овој прекрасен и многу успешен конгрес. Конгресот е навистина плоден затоа што е интернационален, има многу учесници од Косово, Албанија, Србија, Словенија, Хрватска, Турција и други земји. From Slovenia, from Turkey, and anyway, it is semi-international. We met our old friends. Овде разменуваме знаење и искуства и овде навистина може да се слушнат многу важни работи од областа на вакцинацијата, инфекциите, но и од областа на кардиологијата. Па затоа и велам дека е навистина плоден со знаење и искуства. As you hear now on cardiology, it was very fruitful and successful meeting. Со воведувањето на новите вакцини за ротавирусот и пневмококата, лекарите очекуваат имунизацијата да се искачи скала погоре. Велат дека ќе се намалат и хоспитализациите на децата кои произлегуваат и се токму како последица на заболувањата кои ќе се редуцираат со овие нови вакцини. И тоа целта на воведување на овие две вакцини, пневмококната и ротавирусната вакцина, затоа што најчести причинители на горнореспираторни, долнореспираторни инфекции и на тешки инвазивни болести токму е пневмококот и видовте дека најчести консултации и хоспитализации се токму доенчињата и малите деца. А целта на оваа вакцинација која што влегува во редовен календар е токму доенчињата и малите деца да бидат заштитени од тешки пневмококни инфекции кои што бараат дури хоспитализации и може да остават и последици понатаму по здравјето на детето. Педијатрите од Струмица силно веруваат во имунизацијата и сметаат дека само така ќе одржиме општото здравје на децата да биде на повисоко ниво, но и ќе ги сузбиеме антивакциналните кампањи кои го загрозуваат детскиот живот. И на моето предавање кој што беше пред малку и кој заврши, реков дека вакцинацијата е една од најголемите придобивки на медицината. Со неа не само што спречуваме голем број на инфективни болести, спречуваме голем број на деца кои што сте болни, што ќе се разболат од тие болести и голем број на мртви случаеви и деца што можат да имат инвалидитет. Значи, со вакцинирањето на детето вложуваме во иднината на децата. На овогодинешниот конгрес на педијатри свои стручни излагања ќе имаат македонски и странски еминентни предавачи кои ќе презентираат новина во педијатријата, што ќе дадат поголема важност на овој меѓународен педијатриски собир и ќе користат за понатамошно унапредување на науката во педијатриската медицина. Покрај стандардните теми од различни области на педијатријата и превентивната медицина, главни теми за овогодинешниот 7-ми конгрес ќе бидат и пулмологијата со алергологијата, превентивната педијатрија, неврологија со развојна педијатрија, ретки болести, хематологија и неонатологијата.